Пластичните кеси како ова која држам во раката од 1 декември замина во историјата. Веќе и официјално на потрошувачите наместо 2 денара за најлонска, во маркетите започна да им се наплаќа по 15 денари за биоразградлива кеса. Дали новата регулатива на владата ќе стави крај на пластичниот отпад и ќе допринесе за поголема здравствена заштита на населението, како што велат тие, или ќе предизвика нови проблеми за граѓаните е дилемата која е актуелна денови во јавноста. Колонијалите маркетите, бутиците, угостителските и другите трговски субјекти во Македонија започнаа со наплата по 15 денари за биоразградливи кеси, обврска што е предвидува законот за употреба со пакување и отпад од пакување. Според овој закон се забранува употребата на пластичните најлони во земјата, а се дозволува употребата на така наречени биоразградливи кеси кои се произведени согласно пропишаните екостандарди за биоразградливост. Снежана Василевска од иницијативата Стоп за пластични кеси вели дека опцијата за купување кеси од 15 денари не е да се наруши животниот стандард на граѓаните, туку да се промени навиката и да се пазари и живее во подобра животна средина. Правилната имплементација на овој закон и мерките предвидени со него се од исклучителна важност. Првата причина е што да, мислиме дека ќе се намали употребата на пластични кеси, а од друга страна што за прв пат на македонскиот пазар ќе бидат пуштени во промет биоразградливи кеси. Според нашите сознанија, во недостиг на правилни насоки од страна на Министерството и според нашето толкување на законот, од утре 1 декември ќе бидат повлечени од продажната мрежа само екстралесните пластични кеси, тоа се оние тенки кеси за размерување, додека за жал пластичните кеси од оксоразградлива пластика и понатаму ќе останат во промет извесен период, паралелно со тие нови биоразградливи кеси што допрва треба да бидат пуштени и за кои што ќе се пропишат посебни стандарди за биоразградливост. Исто така новина од утре ќе биде задолжителната наплата од 15 денари, мерка што секако ќе ги дестимулира, како што рековме, граѓаните да купуваат, дотолку повеќе што постојат алтернативи за пластичните кеси, како што се платнени торби, мрежести торби, а тие нормално се употребуваат повеќекратно. Ваквиот начин на купување воопшто и не е некоја новост, затоа што до немногу одамна се пазарело на ваков начин со платнени торби, затоа што едноставно немало пластични кеси, а и денес голем број наши сограѓани, вклучително и ние од иницијативата секако, како добар пример за останатите, не користиме пластични кеси кога одиме во пазарување. На иста линија со Василевска размислува и Борче Кузмановски од Сдруженијето Go Green, кој објаснува дека оваа мерка е за граѓаните да се поттикнат кон еколошките навики и да се намали употребата на пластиката во земјава. Граѓаните од 1 декември ќе имаат можност да се набават само биоразградливи кеси кои ќе чинат 15 денари. Целта на оваа мерка е да се развија здрави навики, да може да почнат луѓето да ги користат платнените торби или мрежестите врекички за пакување на нивните производи. Ако се има во предвид дека годишно на пазарот се пуштаат околу 5000 тони пластични кеси, веќе тоа нема да биде пракса и секако дека резултатот врз животната средина ќе биде позитивен. Со оглед на тоа дека новата регулатива ќе придонесе економски развој, подобра животна средина, но и поголема здравствена заштита за населението, од иницијативата за забрана на пластични кеси велат дека ова се мали позитивни чекори, но сепак недоволни за да се докаже дека се бориме против загадувањето од отпадот и против климатската криза. Прво и основно што треба да спомнеме се материјалите, односно суровините од кои што се добиваат пластични кеси, а тоа се нафтата и земјениот газ кои што се необновливи фосилни горива. Така што во ек на климатска криза воопшто не е незначително од каква суровина потекнуваат пластичните кеси. Понатаму кесите предизвикуваат огромна штета на крајот на својот животен век, односно кога ќе бидат фрлени, било во природа, било на депониите. Кога ги фрлаат во природа, кога се наоѓаат во природа, тие знаат да ги загрозат животните се заплеткуваат во нив, ги јадат, така што предизвикуваат кај нив смрт, а од друга страна, распаѓајќи се на поситни делови на микропластика, понираат во почвата, во подземните води, со што влегуваат во синџирот на исхрана во живите организми и влегуваат и во човечкото тело, така што се измерени значителни концентрации
концентрации на микропластика во живите организми и во човечкото тело. Ова е една од иницијалните основни мерки што една држава може и треба да ги забрани, забраната на пластични кеси, може многу да придонесе за еден повисок животен стандард, за еден повисок квалитет на живот на сите нас како општество. Исто така за производителите на кеси ова е поттик да почнат да воведуваат нови одржливи деловни модели, одржливи материјали и дизајни на нивните производи кои што ќе можат да бидат реупотребливи, така да се заштити комплет животната средина во која живееме сите. Мерката секако ќе допринесе за заштита на здравјето и директно ќе спречи трупање на нови количини на отпад, кој подоцна би требало да се справуваме, појаснува Кузмановски. Оваа мерка секако дека ќе придонесе во делот на животната средина, заштита на животната средина, бидејќи штетното влијание од пластичните кеси повеќе ќе го нема или ќе биде значително намалено. Оваа мерка е директно спречување на создавање на количините на отпад, што всушност е и вметната хиерархијата на управување со отпад во самиот закон. Најголем приоритет е дадено токму на спречувањето на количините на отпад и со оваа мерка директно придонесуваме за спречување на количините со кои подоцна би требале да се справуваме. Апсолутно дека ќе има позитивно влијание врз животната средина. Имајќи ја во предвид сиромаштијата, но и нискиот стандард на граѓаните во однос на високата цена на новите кеси, Василевска појаснува дека скапата цена е единствениот начин граѓаните да се одвратат од пазарењето со нив. Та вели дека со користењето на платнените торби, дури може и да се заштеди некој денар, при тоа чувајќи ја околината. Цената од 15 денари да е висока, но цената од денар или два досега скоро и да не даде никаков резултат, така што задолжителна наплата и прилично висока цена е единствениот начин граѓаните да се одвикнат, да се оттргнат од купување на пластични кеси. Точно е тоа дека многу наши сограѓани живеат во сиромаштија и не смее да се дозволи со ниедна мерка тие да бидат дополнително загрозени, нивниот животен стандард да уште повеќе да се влоши, но тоа исто така не може да биде изговор да не се преземе ништо за справување со пластичниот отпад и за подобрување на општите еколошки стандарди. Цената е и направена со таква намера да ги оттргне граѓаните од купување, ќе се уплаќаат средствата собрани од продажба, ќе се уплаќаат на посебен фонд на Министерството, на органот за животна средина, па ние апелираме со тие средства да се употребат, например за помош на производителите во оној транзицијски период за тие што ќе се решат да произведуваат биоразградливи кеси. Например, може да се употребуваат за помош на овие социјално загрозени категории, да им се поделат бесплатно торби за пазарење, за да не се загрозува дополнително нивниот животен стандард, а исто така и за подигање на јавната свест кај луѓето, за да може да се премине на едно повисоко ниво на размислување и сите да се согласиме дека мерките и дека законот се во корист на општеството и во наша корист, а не за загрозување дополнително на джебот. Кузмановски додава дека надоместокот од 15 денари ќе оди на посебна сметка на Министерството за екологија, кој подоцна на собраните средства ќе ги користи за проекти и активности за подигање на јавната свест за животната средина. Законската одредба за забрана на пластични кеси има за цел да се намалат количините на пластика во оптек. Целта не е да финансискиот терет да падне на грбот на граѓаните. Напротив, целта е да се развијат здрави навики, да се користат алтернативни начини. Всушност, оние граѓани кои ќе се адаптираат и ќе развијат нови здрави навики, ќе ги осетат бенефитите, бидејќи ќе користат платнена торба. Само оние кои нема да се приспособат на новите мерки, ќе го осетат финансискиот терет. Во однос на тоа каде ќе завршат парите, од тие 15 денари само се одбива ДДВ, останатите пари одат на посебна сметка на Министерството за животна средина, кој и министерот напомена дека ќе се користат за проекти и активности во насока на зачувување на животната средина.
и подигање на јавната свест. Во меѓувреме, додека деновиве тезгаџиите на пазарите ги честат муштериите со бесплатни кеси, бидејќи како што тврдат тие регулативата не стигнала до нив, повеќето граѓани кои ги анкетиравме за 25 минути велат дека во иднина ќе ја почитуваат одлуката и ќе пазаруваат единствено со платнени повеќенаменски торби. Дали ќе купувате новите кеси од 15 денари кои што се еколошки? Не, ќе си носиме торби од дома. Мислите дека со тоа Платнени торби. Мислите дека екологијата ќе се зачува со... Сигурно, затоа што е ова пластика, ова е лошо за цела почва, наречам. Информирани сте дека кесите ќе поскапат 15 денари. Дали ќе ги носите или ќе си или од дома ќе носите платнени? Да, информирана сум, знам дека 15 денари ќе бидат од први, од утре, и не мислам да купувам, него ќе си носам од дома, имам платнени кеси, платнени торби. Мислите дека екологијата ќе се сачува така? Па би требало, мислам дека да. Од утре поскапуваат кесите 15 денара, ќе бидат тие биоразградливите. Ќе купувате или ќе си носите платнени торби од дома? Да, јас си носам лично секогаш, така што ова требаше многу одамна да се случи. Мислам дека имаше и некое известување дека ние сме многу назад со рециклирање. И ова е еден чекор кој е минимален за заштита на животна средина. Мислите дека ќе имаме почиста животна средина со овој чекор? Па не мислам, затоа што кај нас проблемот со животна средина е исто загадувањето енормно на воздухот. Ама е еден многу мал чекор кон, не знам, исто зајакнување на свеста. Затоа што кај нас гледам колку се користат кеси, тоа е страшно нешто. Забраната на пластичните кеси, ако на прв поглед доведе до бурни реакции во јавноста, пред се поради недостатокот на хартиените, како и заради прескапите биоразградливи, сепак чекорот направи револуција и ја приближи Македонија кон цивилизираниот свет. Забраната за пластични кеси доведе до бурни реакции во јавноста. Нема доволно еколошки, односно оние биоразградливи кеси, скапи им се на луѓето кесите кои се продаваат, токму тие, или пак книжни нема, но од друга страна направивте вистинска револуција и ја приближивте Македонија практично до цивилизираниот свет. Да, со настапувањето на сила на Законот за управување со пакување и отпад од пакување, особено значаен излезе членот 10 од тој закон, каде што се вели дека се забрануваат пуштање на пазарот кеси за носење на стоки, пластични кеси за носење на стоки. И понатаму законот уредува дека всушност може да се пуштат пластични кеси на носење на стоки кои што го исполнуваат стандардот за биоразградливост. Таков стандард е донесен во 2020 година, значи тоа значи дека трие треба да бидат изработени од материјал кој што се оценува колку испушта емисии во смисла на јаглерод диоксид и како се распаѓа, колку има потрошувачка на кислород и така натаму. Но нема доволно книжни кеси, кажа во продавниците. Нема доволно книжни кеси затоа што се поскапи за производство книжните кеси отколку најлонот, значи кесите за носење на стоки досега кои што се пуштаа на пазарот кај нас се од најлон. Тоа е многу поевтин како материјал за производство на такви кеси отколку хартиените кеси. Дополнително од 2013 ние воведовме стандард за оксобиоразградливост кој се применуваше во Европа, но за жал се покажа дека можеби дури и поопасен од самиот најлон, затоа што таа оксобиоразградливост значи дека не значи дека тој навистина се биоразградува, туку дека само пластичната кеса се распаѓа на многу ситни делчиња во природата која ќе биде изложена на атмосферски услови. Но во вистинска смисла на збор таа не се разградува. И еднаква опасност се како и пластичната. Можеби и поопасна бидејќи тие микро парчиња многу лесно се вдишуваат, многу лесно влегуваат во синџерот на исхрана и еве веќе од 2013 година до сега имаат во Европа почнаа да се прават истражувања, кај нив е малку порано од тоа воведена оваа оксобиоразградлива пластика и во светски рамки се покажува дека насекаде ја има, дека веќе и во плацентата на бебињата се наоѓаат
може да се најдат вакви микропластики. Се покажа дека навистина ова решение не е решение за да се справиме со најлонските кеси. Во меѓувреме се развива технологија која произведува нешто што емитира најлон, но не е најлон, него е од природен материјал кој што може да се биоразгради, да се распадне како така. Да. И ова се тие кеси кои се нудат во тоа е стандардот, така е. Тоа е стандардот кој што ние со овој закон практично го воведовме и рековме да може да се продаваат пластични кеси за носење на стоки, но да го задоволуваат овој стандард за биоразградливост. И токму заради тоа се 15 денари. Да, не се токму заради тоа 15 денари, туку значи тие се распаѓаат исто како што се распаѓа и хартијата. Но зошто се толку скапи? Да кажеме. Зошто се толку скапи? За да граѓаните научат да не ги купуваат. Идејата е да престанеме да користиме воопшто да користиме пластични кеси и да користиме торби кои што се за повеќе наменски торби, подолго трат. Сакате да кажете платнени торби? Да, бидејќи дали е биоразградлива, дали е кеса, сепак трошиме ресурси за нешто што сметаме дека не е неопходно, а многу ја оптоваруваме животната средина. Ако носиме торба за повеќе наменска торба, која можеме со години да ја носиме, тогаш едноставно создаваме помалку отпад. Нашите национални стратегии генерално со донесувањето на сите овие нови 6 закони за управување со отпад се во насока на намалување, превенирање од создавањето на отпадот. И тоа е идејата. Затоа се скапи, за да едноставно се демотивираат граѓаните да ги купуваат. Тоа значи и за книжните кеси еднакво правило важи, дека немаат потреба граѓаните и тие да ги употребуваат. Доволни се тие платнени торби за кои говорите. Така е, тие не се наплаќаат 15 денари книжните, но еве една порака дека нема потреба и од нив, дека едноставно можеме да се вратиме 20 на години назад, да се сетиме како некога сме пазареле и без пластичните кеси. Нивните реакции, жалбите на граѓаните може би изгледаат банално, тривијално, но велат дека производите во кои ќе ги носат продуктите, доколку користат такви платнени торби, ќе се уништат. Од пазар продукти и така натаму. А што е разликата помеѓу најлонска кеса и торба? Ако вие ги ставите едно до друго, пак ќе се згмечат и преку најлонот. Најлонот ќе го фрлат, платнината торба треба постојано да ја перат, да, и да ја чистат. И тоа им представува проблем. Кога ќе донесете мерки за сосема да се исфрлат од употреба пластичните производи, односно пластичниот отпад? Мислите на пластиката за еднократна употреба? Да, сега со новиот закон воведовме дека таа е забранета само во заштитените подрачја, како што се например националните паркови. Ако имате на Пелистер или во Маврово ресторани, кафетерии кои што служат храна или пијалоци во еднократна пластика, тоа е веќе забрането, значи не сме таму да се користи. Пластични лажичиња, пластични чаши за кафе, цевки и така натаму, тоа е пример за еднократно. Тоа секаде се употребува во кафулиња, во кафејани. За сега е само во националните паркови, но тенденцијата ни е тоа, со текот на времето. Што значи текот на времето? Имате ли некакви рокови? Па тоа е 2018 донесено во Европа. Сепак и Европа им дава одреден период на своите производители и трговци така натаму да се адаптираат и да можат да ги променат производите. Така и ние сметаме дека треба да се остави еден временски период, за го најавуваме ова од сега за да знаат утре правните лица кои се занимаваат со таа дејност дека ќе треба да се најдат соодветно решение, друго решение. Министерството нема рок. Не, сега нема рок. Имате објаснување зошто? Не, затоа што немаме објаснување. Ова беше објаснувањето. Сепак треба да се остави простор. Да, но веројатно треба да разговарате со невладините, да се направат некои јавни дебати со граѓаните и да се даде некаков рок пристоен кој би им одговарал конвенирал на граѓаните. Апсолутно. Ние и за претходнава мерка, иако за многу од производителите излезе дека едноставно не биле известени, имавме многу јавни расправи, тоа е како документ може да се провери по веб страниците и така натаму имаме докази дека сме ги одржувани се преку стопански комори.
Зашто некои од нив не били информирани или повеќето, тоа не би знаела да одговорам. Меѓутоа, се најавуваа долго време овие закони, се најавува долго време, беа предлог законите објавени, така да мислам дека имаше простор да се реагира и не требаше да се реагира на 30 ноември пред 1 декември. Да, производителите реагираат и бараат одложување на мерките. Вие сте одлучни дека нема одложување. Законот е донесен, ние не сме над законот. Министерството, управата не е над законот. Мислам, тоа е, законот важи за сите. И ние сме обврзани да го имплементираме. Добро, ви благодарам за овој разговор. Ми благодарам. Господине Поповски, како Белгија се справува со пластичниот отпад? Кај вас одамна се исфрлени од употреба пластичните кеси, што подразбира дека свесноста за еколошка чиста држава е одамна всадена, за разлика од Македонија, која дури од 1 декември најави повлекување на сите пластични кеси. Сосема сте во право, Билјана. Инаку во регионот на метрополата Брисел, пластичните кеси во продавниците, во малопродажбата, во супермаркетите се забранети од 2017 година. И тоа согласно директивата на Европската Унија за пластични кеси од 2015 година. Оваа пак директива е дополнение на една многу постара директива од 1994 година за пакување и отпад од пакување, при што би направил една поента дека овие политики, да кажам, кои се однесуваат на пластичниот отпад, се, да речеме, постари дури од 2 декади. Така да цела оваа проблематика, да кажам, и предизвици не е нова. Како се справуваат, да кажам, граѓаните на метрополата Брисел, значи наместо вакви пластични кеси, по продавниците се нудат најчесто хартиени кеси кои можат да понесат тежина од 1 до 2 килограми, или пак имате можност да купите кеса поголема, за поголема тежина, па и до 10 килограми од биоразградлив материјал. Овие, да кажам, поголеми кеси можете да ги користите и повеќе години. Еве, јас веќе 4-та година користам еден сет на кеси за набавки еднаш во седмицата и тие, да речам дека се издржливи, значи не се оштетуваат ако не ги претоварите. Сакам да напоменам и дека овие денови, значи во Белгија е целосно забранета и употребата на пластични чаши. Да, тоа не е случај во Македонија. Допрва предпоставувам дека ќе донесат таква директива и ќе почне да се спроведува, но граѓаните се незадоволни сега околу пластичните кеси заради тоа што тие би чинеле 15 денари. Тие мислат на сопствениот буџет наместо сосема и се исплашени заради тоа, сиромаштијата се разбира дека ги натерува, но наместо да размислуваат за алтернативи, па и државата за овој вид на другите кеси, еколошките кеси кои се употребуваат. Има ли незадоволство кај граѓаните во Белгија? Значи, нема незадоволство и треба да се напомене дека оваа мерка, каде што купувате, да кажам, кеси неколку пати поскапи, е практично транзицијска мерка која цели кон тоа да се обесхрабри купувањето на кесите. Инаку, после одреден период, еве, да кажам, населението, семејствата се стекнуваат со една навика. Мојот личен впечаток е дека многу подобро, да кажам, и попрактично е да одам во набавки, имајќи една поголема кеса која еве или неколку поголеми кеси кои можат да имаат тежина од 7 или до 10 килограми и да ги користам овие кеси веќе повеќе од 3,5 години, значи без да бидат оштетени. Значи се прави една рутина, а ефектите се повеќекратно големи, значи поднос на животната средина,
загадувањето на природата, она што е, например, карактеристично за Белгија и плажите, да кажам, управувањето со крај брежјата, каде што се прави голем притисок и на живиот свет во морињата. Значи има низа причини кои говорат во некоја насока на една навистина голема оправданост на оваа мерка. Јас само ќе повторам дека ова се мерки кои се применуваат во Европа и за кои има регулатива дури од 1994 година. И логично е дека сме имале доволно период, значи сите чинители, засегнати страни да се прилагодиме на овие нормативни решенија и практики. Да. Ви благодарам, господине Поповски, за овој разговор. Ви благодарам и на вас.